Граѓанки и граѓани на Македонија, ова е вистинскиот однос кон денешната интерпелација на колегите од опозицијата. Празни клупи. Ги слушам денеска внимателно и не можам а да не забележам дека не им е лесно. Навистина е тешко, после 11 години уривање на државата и буквално туркање на целиот систем во бездна, да застанете на оваа говорница и да ја обвинувате владата за лошото работење. Тешко е кога без аргументи се пласираат обвинувања, само онака колку да се речи нешто. И затоа искрено сочувствувам со моите колеги. Си имаат мака после 11 години и корупција, и криминал, и режим, и осиромашување на граѓаните и поделби по сите основи, сега да тврдат дека работите за 10 месеци не чинат. И замислете каква иронија, каква символика има денешниот ден. Точно, ама баш точно, пред 2 години, човекот кој се одзвива на функцијата председател на државата, а по налог на структури од вашата партија, со аболицијата се обиде да ја заобиколи правдата. И вие го одбравте баш овој ден. Ден на неразумот да ја поднесете интерпелацијата. Но ако сте заборавиле, јас сум тука да ве подсетам. Граѓаните на оваа држава го спречија во таа намера, токму оние граѓани кои денес повторно се обидувате да ги излажете со празни фрази. Не играјте, ве молам, на краткото паметење на луѓето. Никој, ама баш никој во оваа држава не сака да се врати на старото. А целта на вашата интерпелација е буквално тоа. Не прашувате каде сме ги потрошиле 10 месеци. Најдиректно, да го исчистиме нередот кој го оставивте зад вас. Велите, не чинела оваа влада. Не чини зошто? Затоа што ги поправа вашите грешки, затоа што ги враќа парите што владата на ВМРО ДПМН ги украде, затоа што од нула ги крева и здравството и образованието, кое едвај се крепи после вашите политики. Затоа што го спасува пензискиот систем, затоа што не враќа на европскиот пат, затоа што повторно градиме пријателство во регионот и во Европа. И уште многу, многу затоа што. Еве јас, како пратеник од парламентарното мнозинство, нема да зборувам многу за периодот што изминатиот период го дала оваа влада. Но ќе ви прочитам само еден дел од извештајот на Freedom House, кои македонските медиуми денес го пренесува. Делот од констатациите од овој извештај во кој директно го отсликува односот на политичките сили во државата. Вели вака, цитирам: новата влада е силно посветена на напуштање на статусот заробена држава, додека ВМРО ДПМН од своја страна со сите сили се бори да ги задржи своите поранешни раководители надвор од затвор, обструирајќи работата на парламентот и обидувајќи се да го разгори македонскиот националистички сегмент. Драги колеги, заклучокот е дека се обидувате да разгорите меѓуетничка нетрпеливост само заради лично и тесно партиски цели е многу страшна. Јас да сум на ваше место, сериозно би се загрижил во кој правец се движиме. Денес очекував овде да излезете и јавно да се откажите од Груевски. Треба да се покаете јавно. Дегруевизацијата во оваа држава треба да почне од вас. Вие треба да се дистанцирате од неговите политики, а не походници само да признавате дека тој и фамилијата ја разнебитиле Македонија. Само така, до некаде можете да го вратите кредибилитетот, за да може да излезете на оваа говорница и да критикувате. За жал, и ова барање за доверба на владата, кое ќе повтораме празно,
без никаква суштина и неаргументирано, е со една единствена цел – изговор за да се вратите во парламентот. Па погледнете ја вашата пратеничка група како се однесува во тек на целиот ден. Ни вие не верувате во тоа што го имате напишано. Најдовте лош изговор да се вратите во собрание. Не затоа што се освестивте, не затоа што ги препознавте вистинските вредности и потреби на граѓаните, туку само ако може толку колку што може да се спаси образот. Почитувани колеги, пошто зборуваме за интерпелација, сега би зборувале директно. Ви понудивме домајќинско управување наспроти расипничкото трошење на парите на граѓаните. Во јавниот долг од 1,5 милијарда евра во 2008 година го зголемивте на 4,7 милијарди евра. И ова се бројки. Откупените обврзници од оваа влада се со досега најниска, историски најниска камата. Повратот на ДДВ, кои го добиваат македонските фирми, е многукратно зголемен во споредба со претходниот период. 1,4 милијарди денари повеќе. Понудивме повисоки плати за сите наспроти газењето врз маката на работниците. Со години ги игнориравте стечајците. Паралелно се газеше и врз трудот на работниците од текстилната, кожарската и чевларската индустрија. Минималната плата за сите беше 10.080 денари, само за нив 9.000 денари. И ништо не субвенциониравте. И таму кај што субвенциониравте, не ги дававте парите на оние кои требаше да ги примат субвенциите. Минималната плата сега е 12.000 денари за сите и 90.000 граѓани добија зголемена минимална плата. Просечната плата во Република Македонија за прв пат ја помина границата од 24.000 денари. Над 4.000 стечајни работници го добија својот дел од државата, зашто се грижиме за сите. Понудивме слобода и отворена влада наспроти страв, манипулации и заробена држава. Сето ова што го зборувам се исклучителни квалитети кои само за 10 месеци ги обезбеди оваа влада со овие министри. Понудивме економски раст наспроти економски пропаст. Зборувате за администрацијата, зошто директно не го прифативте предлогот? Сите административци да ги полагаат испитите, пропишани со закон, ама и оние кои ги примивте пред да ја заклучите вратата, пред да ги донесете законите кои се максимално рестриктивни за сите. Зборувате за исклучителни стручњаци и професионалци. Нашиот предлог беше сите до еден од јавна администрација да ги полагаат испитите и заедно да бидеме комисија врз база на мерливи критериуми да определиме кој стварно вреди да остани и да биде во јавната администрација. Понудивме мотивирани и растеретени ученици, наставници и родители наспроти лоши образовни експерименти за партиска идеолошка контрола. Станавме пријатели и со соседите, и со светот, и одиме и кон НАТО, и кон Европа. Цело време не критикувавте за договорот со Бугарија. Знаете кој е најголемиот проблем во договорот со Бугарија? Не е самиот договор. Проблем е тоа што вие не го добивте тој договор. Не ја добивте таа понуда, не ја добивте таа можност вие да го потпишете тој договор. Покрај тоа, главна тема е законот за јазици. Одговорно ви тврдам дека законот за употреба на јазиците е каменот темелник за унитарна Македонија. Каменот темелник кој им ги одзеде аргументите на сите националисти кои сакаа, имаа намера да зборуваат за региони, за регионализација, федерализација, конфедерализација. Ова е законот кој го гарантира единството на сите граѓани во Република Македонија.
Почитувани колеги, ова се само дел од аргументите. И затоа, време е на вистината да и погледнете во очи. Да ги признаете погубните политики, тој што правил криминал, нека си одговара. Свртете нова страна. Дајте придонес во демократизацијата и унапредувањето на државата. Немојте да дозволите вие, пратениците, да бидете последните жртви на корумпираните функционери од вашата партија. Тие се подготвени да сторат буквално се, само да не одговараат за своето незаконско однесување. Фатете го вистинскиот пат, затоа што немаме веќе ниту ден за губење. Работата е премногу сериозна. Ова се сериозни времиња, ова се времиња со сериозни проблеми, ова се времиња кога ни требаат сериозни луѓе. А вие, драги пријатели, со сето она што го правите, не сте сериозни. И затоа граѓаните и не ве земаат за сериозно и не ви веруваат. И покрај тоа, вие имате избор. Помогнете или тргнете ни се од патот. Имате избор да бидете дел од демократска и прогресивна Македонија или да останете деструктивни. Засукајте ги ракавите и тргнете со нас. Тоа е одлуката што од вас ја очекуваат македонските граѓани. Поддршка за владата. Ви благодарам.